Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва се дружиме со Цеце Николова, односно Помпеја. Таа е добро позната на македонската сцена, бидејќи е инфлуенсерка, односно креира дигитални содржини и исто така работи со дигитален маркетинг. Можам да кажам дека си остава свој печат врз инфлуенсерството, модата, убавината и креирањето на содржини. Добро вечер, Цеце. Кажи ми како се чувствуваш вечерва? Супер, фала на поканата, како си ти? Јас сум одлична, морам да ти кажам дека денеска прекрасно изгледаш во розов фустан, цела со светки, преубави штиклички. А ти благодарам, исто така и ти. Баш сме со материјалите мечик. Да. Цеце, би сакала да збориме на почеток за твоите почетоци. Кажи ми како започна приказната на Помпеја и од каде дојде идејата токму за тоа име? Па, приказната започна така што јас решив да бидам инфлуенсерка заради тоа што дознав колку уствари се прават пари од тоа. Искрено, ја можам сега да кажам дека имав љубов спрема тоа или не знам, ама ќе излажам. Сакав да се снимам од секогаш, пошто ми беше интересно. Од порано и се сликав, и снимав некои така кратки сториња, ама никад не ми било она баш да сакам да снимам и да зборам. Сватив дека уствари треба да се збори додека се снимаш и решив в тој момент само да биде нешто спонтано, да кажам што би правела, да кажам дека тоа е поентата, дека би сакала да правам пари од тоа и дека не искам веќе да работам, иако тоа беше иронично, затоа што сега моментално си имам конкретна работа и кариера, така што ова е како некој сайд џоб. Дали еве од кога започна со инфлуенсерство, после некое време се створи и љубов кон тоа, освен пари? Не, дефинитивно имаше љубов и од почетокот, ама да, нормално, кој не сака пари, лаже. До душа не зависам од оваа работа, посекако, се надавам еден ден ќе зависам, ама убави се тие пари што ги добиваш ете од снимање, иако е труд, сепак некако е чувството како да ги добиваш ете така пошто постоиш, така да. Кажи ми, дали уште на почетокот знаеш дека креирањето на содржина еден ден ќе ти стане сериозна кариера? Па не, ама со текот на времето се случува работи. Искрено, после тоа почна да ја гледам посериозно, заради тоа што почнав прво да снимам храна, потоа се пренасочив во шминкан или фризури, женски работи и тука сватев дека доста е поголем пазарот од тоа со храна. Така што тука тој момент го дознав дека би можела и да живеам од тоа, заради тоа што навистина има доста добри пари. Не е се во парите, ама дефинитивно имаат огромна улога, така да. Кога креираше содржина за храна, дали доста научи од тоа и сама да готвиш? Па искрено не, заради тоа што сите рецепти што ги правев беа веќе правени претходно. Имаше 2-3 што ги правев накнадно, пошто гледав нели на TikTok, ама искрено знаев од претходно да готвам, така да затоа се потправ на снимањето и тоа. Кажи ми, кој беше моментот кога свати дека твоето влијание на социјалните мрежи расте во огромни бројки? Па немаше таков конкретен момент. Моментот каде што јас сватив дека ме знаат луѓе, ме препознаваат, беше кога доаѓа да ми кажа дека ме гледат, дека ги гледаат сите видеа кога ќе снимам. Имав доста многу луѓе во еден период кога доаѓа, нели кога доаѓа, кога ме гледа. Тоа ми беше моментот кога сватив дека го правам тоа што го правам и дека не е туку така само за занција, туку стварно луѓе гледаат и луѓето се вистински, затоа што сепак јас некако ги гледав како некој отворил и видел, ама има луѓе што гледаат стварно и баш ми е драго за тоа. Која е најголемата забуда што луѓето имаат за инфлуенсерите? Тоа што мислат дека е прелесно. Не викам дека е еднакво тешко како и нормална работа, но дефинитивно не е лесно, затоа што ако си сам и немаш цел тим позади тебе, дефинитивно ти треба се да смислиш, ти треба се да изедитираш, треба се да подготвиш, така што зависно е од инфлуенсерите, ама мислам дека тоа е дефинитивно најголемата заблуда, не е толку лесно.
Дали твоите почетоци беа тешки, бидејќи на почетокот мислам дека имаш почнувано сама да креираш, да едитираш? Да, дефинитивно. Јас и ден денеска се тоа сама го правам, се одлучувам сама, се снимам, се едитирам сама. Така што не ми беше тешко на почетокот затоа што не се фокусирав толку да биде не знам некако, туку едноставно биде природно за луѓето да ме запознаат најдобро, па потоа нели доаѓа овој момент каде што веќе заработувам од тоа, вака беше почетокот само за да се запознаеме со сите нели што ме гледаат. Кажи ми, Цеца, колку внимание, колку труд стои за едно твое видео или пак објава? Па, искрено, околу 3 до 4 часа, заради тоа што јас гледам да го испланирам од претходно, дефинитивно не мислам што ќе кажам во видеото понатака, тоа се ми доаѓа спонтано, но пак треба да се снима, да се најде простор, јас сепак имам работа, не е само ова, така што околу 1 до 2 часа, 3 максимум, зависно од видеото, ама не е повеќе од тоа. А кажи ми, како одлучуваш со кои брендови ќе соработуваш, а со кои не? Дали постои, например, некоја соработка која што до сега си ја одбила? Да, постојат неколку. Гледам тоа да биде нешто што се поврзува со мене и со тоа што сум, заради тоа што јас не сакам да промовирам лоши работи, што не ги поддржувам. Конкретно имав и за заби некои работи, што јас не ги поддржувам и мислам дека не се реални, не донесуваат некаков резултат. Затоа и гледам да биде нешто поврзано со мене и да не биде туку така само нели земам пари па се ќе постирам. А што би можела да кажеш, например, за тие инфлуенсери кои што рекламираат се што може да им се пружи на маса? Па, јас би кажала, ако може тоа да го прават, ако публиката тоа го прифаќа, ако веќе имаат стекнато таква публика што би гледала буквално секоја чест, јас, например, на тоа не се подпирам и ако имам некогаш поголема публика од ова, се надевам, не би го правила тоа, затоа што тоа воопшто не одговара со тоа што сум јас, така што не би, ама секоја чест за нив. Кои трендови за убавина моментално ги сакаш, а кои мислиш дека се преценети, бидејќи доста снимаш и креираш содржина која што е поврзана со убавината? Па, до сега, мислам, сега моментално најубавиот тренд ми е руменило. Со тоа претерувам малце, ама дефинитивно највеќе ми се допаѓа. Со нешто што не ми се допаѓа, не знам искрено. За убавена конкретно? Да. Не сум размислила. Мислам дека секој знае да го изведе тоа нешто на свој начин и дефинитивно има луѓе што мене, например, некој тренд дефинитивно не ми се допаѓа или не ми стои, некои луѓе може да го изведат, значи неверојатно, и јас сум зачудена и самата. Така што зависно од луѓето, дефинитивно нема некој лош тренд. А како би го пишала твојот личен стил во 3 збора? Импулсивен, искрено одам по трендовите, што не ми се допаѓа, ама тоа е, и свој. Правам што сакам, така да свој, дефинитивно. Да можеш едно правило да можеш да го прекршиш. Кое би било тоа правило? Работата од 9 до 5. Ја го прекршив кај мене, така да мислам дека сите можеме да го прекршиме ако доволно нешто сакаме. Тоа би го прекршила за сите луѓе во било која работа. Цеца, кажи ми, колку време ти беше потребно да излезеш од една комфорт зона и да дојдеш со идеја да не се работи повеќе од 9 до 5, бидејќи многу луѓе, како да кажам, се остануваат во таа комфорт зона и со таа помисла да останат од 9 до 5 со работа. Па, мене ми требаа 4 месеци. Искрено тоа е привилегија, заради тоа што јас имам вереник и он ми помагаше тие 4 месеци јас да се пренасочам, да работам тоа што го сакам. Не викам дека тоа сами можат луѓето да го направат туку така. Не дека он цело време ме финансира дефинитивно, но тие 4 месеци кога што јас сакав да се пренасочам, он стварно ми помогна. Така што има работа што треба да остане 9 до 5, но ако знаете и осеќате дека имате капацитет за повеќе, дефинитивно треба да одите кон тоа, и ако ви треба мала помош, сигурна сум јас дека ако некој трга пари на страна, може тоа да го исполни, ама не кажувам во името на сите, јас кажувам за мене ми треба 4 месеци, фала му на мојот вереник, стварно ми помогна, така да за секого е различно. Кога сме веќе кај љубовта, односно кај твојот вереник, би сакала да те прашам колку време сте заедно и колку ти значи неговата поддршка низ целиот овој пат кој што го чекореш?
Ние сме оваа година правиме 7 години, иако имавме периоди нели она нов, сепак се повеќе години бевме мали, скрос мали. Учевме заедно, растевме заедно, учевме на своји грешки, имаше доста компромиси, така што ми значи премногу. Искрено, заради тоа што он е цело време со мене, цело време до мене, за сема поддржува, се што ќе одлучам прифаќа, без разлика. Еве, тука ме гледа. Така што да, дефинитивно има голема улога и он, затоа што он ме бодри кон се. Дали постои моден тренд кој што никогаш не би го носела? Па да, постои. Например, не би носела панталони што се вака Побеги. Да, ама и доле имаат некое еластиче. Тие не би ги носела само заради тоа што сум ниска. Да бев повисока, можеби. Некои има трендови, например, што гледам дека се за високи девојки и јас тие не би сакала да ги практикувам затоа што не стојат убаво на секое тело, така што ја гледам, например, да одговара со тоа како изгледам јас. Така што нема тренд што е грд, има луѓе што не знаат да го изнесат. Интересен одговор. Кажи ми, Цеце, спомнав во најавата дека се занимаваш со дигитален маркетинг. Како маркетинг директор, што е најважно за еден бренд денеска? Бренд идентитетот, дефинитивно, боите да се конзистентни, тимот да е целосен, затоа што со еден човек не се прави целата таа работа. Зборувам нели за цела фирма. Така што мислам дека бренд како бренд треба да има и бои и лого, да биде препознатлив само по боите, затоа што има доста добри брендови кај нас. По бојата знаеш кој е брендот. Да, така да, тоа е најбитното. Колку се промени дигиталниот маркетинг во последните неколку години според тебе? Премногу, заради тоа што имаме многу бранши, имаме доста простор каде што може да се изгради брендот како бренд, и тоа е супер, заради тоа што дефинитивно, еве и кај нас почна повеќе да постои, секоја фирма си заслужува маркетинг и драго ми е што тоа се промени, што секоја фирма гледа да има маркетинг, така да мислам дека тоа е најголемата промена каде што треба секој бренд да има за било каква работа. Што можат македонските брендови да научат од светските? Па искрено, дали до сега имаат научено нешто? Имаат, да, не викам не, но мислам дека треба да научат да вработуваат луѓе што сакаат да помагаат нели на маркетингот, заради тоа што работникот може да биде тука нормално, работникот се менја, кој сака тоа може да го прифати, кој не, секој работник е заменлив, но мислам дека треба да гледаат малце да бидат поотворени, например да ми помагаат на тие што работат маркетинг, да бидат тука, затоа што најголемите пари доаѓаат од маркетингот според мене за било кој бренд, така што мислам дека треба да гледаат да вработуваат луѓе што би сакале да бидат пред камера. Цеце, кажи ми, кои се најчестите грешки што компаниите ги прават на социјалните мрежи? Тоа што не се конзистентни, не постираат колку што треба, или па постираат премногу. Ако постираш, например, во денот 3-4 пати, тоа нема никој да го види, а па ако постираш еднаш во неделата, пак нема да те запамтат, само ќе ми искачаш ту и таму, така што мислам дека тоа е најголемата грешка. Ај малце за твојот личен живот. Кажи ми, како изгледа твој еден типичен ден? Станувам од Сабајле, правам кафе со мојата внука, на мојот вереник внуката поточно, ама и моја. Потоа се качувам горе, мијам заби лице, се средувам, седнувам на компјутер, работам нормално. Тоа го правам до кај 3 часот, потоа се симнувам, правам ручек. Тоа е типичен ден, кажувам, потоа снимам, ако снимам тој ден, едитирам, средувам што треба по дома, исто така ми помага вереникот. Потоа искачаме некаде, ја мислам дека тоа ние го претеруваме овој период, но млади сме, можеме, среќни сме, зашто да не. Доаѓам дома, туш, кревет и тоа. Да. Еден убав типичен ден. Кажи ми, што те мотивира кога некогаш си под притисок за да ги креираш твоите содржини?
Искрено тоа што сум благодарна за се што имам, и во тој момент кога ќе кажам премногу ми е, јас со тоа што го правам сега сум го сакала од секогаш, и ова ми е најдобриот момент што сум го доживеала во мојот живот. Најдобрите работи ми се случуваат сега и искрено мислам дека благодарноста тоа што ме држи мотивирана за се, така што мотивирана сум максимално. Како го држиш рамнотежата меѓу приватниот и јавниот живот, бидејќи сега повеќе да познаваат каде да излезеш? Па искрено, јас сум истата и во живо и на интернет, така што мене балансот ми е тој. Јас кога ќе се видам со луѓе и кога ќе ми кажат, например, келнерка, на улица проаѓам, мене ми е тоа преубаво. Така што нема некој баланс што држам, и Новак знае, едноставно мене ми е тоа супер. Дали нешто би ги изненадило твоите следбеници? Што е тоа што, например, никој ништо не знае за Цеце? Некоја тајна што ја криеш? Тоа каква бе во средно. Каква беше во средно? Катастрофално. Јас баш тоа го зборев, еве сега сама ќе се издадам. Дефинитивно катастрофална, скроз друг човек. Викам, само да не излезе да ме кенселнат, колку сум била безобразна. Но не бев безобразна со сите, бев безобразна со тие што ме нервира. Со некој што требало. Да, но дефинитивно тоа го поминав, тоа беше тежок период. Мене ме беше супер, но тешка транзиција на карактер. Тоа, сама си издадов, ако некој сака да ме кенселне, не може. Сега да можеш да се вратиш наназад во годините кога си била средно, што би кажала на таа Цеца? Само терај, биди тоа што си. Дефинитивно не би сменила ништо. Цеца, имам неколку прашања за тебе, кратки прашања. Да бираш или Инстаграм или ТикТок? ТикТок. Подпетици или патики? Подпетици. Кој ти е омилен моден бренд? Па, немам омилен моден бренд. Сега моментално ми е Темо. Не дека ме спонзорираат, за ова не ме спонзорирале, но дефинитивно Темо. Кафе или чај? Кафе. Кој е град во кој што секогаш би сакала да се вратиш? Рига. Рига. Си била таму како? Да, преубаво е, многу убав е животот, лабави се луѓето, мене тоа ми се свиѓа, местото е преубаво, има доста знаменитости, така да. И Будимпешта, ете ќе ја заборавев. Будимпешта или Рига? А да можеш да живееш негде во странство, да не живееш повеќе во Скопје, би го направила тоа и во кој град би било тоа? Не би го направила тоа, ама ако треба да бирам Будимпешта, но не би го направила дефинитивно. Кажи ми еден совет за младите девојки кои што сакаат да градат личен бренд. Бидете своји, премногу луѓе има што глумат нешто што не се. Треба да си го кажувате своето мислење, воопшто да не се плашите, затоа што сите луѓе се различни, бидете свој, не бидете катастрофално свој, не глумете, тоа е најбитно. Да не глумиш, треба да бидеш свој и тоа што си. Дали постои некој коментар на социјалните мрежи кој што си го добила и бил многу чуден? Или пак некој хейт коментари, како реагираш на тие коментари? Моментално немам никакви хейт коментари и јас сум зачудена од тоа, не знам што направив за да немам хейт коментари. Но претходно имав и мене најчудниот ми беше дека со партиска книшка сум се вработила. Тоа ми беше првот. Но немам никаква партиска книшка, гласам за кој гласам. Тоа ми беше најчудниот дефинитивно, не сум се вработила преку тоа. Да има да кажам. Дали некојаш ти си има случајно да се покаеш за некоја објава што имаш објавено? До сега не. Имаше неколку пати кога се размислив, затоа што имаше чичковци што ми коментираа на видеа дека готвам катастрофа. Имав објавено едно такво видео, го оставив, може да го видат гледачите ако ги интересира. Затоа се двоумев, реков зашто да давам пажња, но ете, нека остане, искрена сум, реална сум одлучила, нека биде. Нека си оди по вајрал видеото со коментарите. Ето точно, да. Зашто да не? Колку е тешко да се биде автентичен во свет каде што сите сакаат совршенство? Ни малку, дефинитивно. Ако знаеш кој си, мислам тешко е. Тешко е да се пронајдеш себе си и тоа што ти го сакаш во овој свет каде што трендовите се цело време и се вртат во круг, но дефинитивно ако веруваш во себе можеш да бидеш свој 100%. Цеце, би сакала да те прашам уште едно прашање за крај. Кажи ми која е следната цел или пак иднина на Помпеја, на Цеце, што може да очекува публиката од тебе во наредните години? Па следната цел е да бидам малце поприсутна.
тоа ми е најбитната цел, да бидам поприсутна, да бидам потранспарентна, поискрена, затоа што јас малце се придржувам кон тоа да не кажувам баш се, но мислам најбитната цел ми е да бидам присутна. Сега за сега, понатака ќе видиме, дај Боже нешто да биде, ама ќе видиме. Ти благодарам премногу, Цеца, морам да ти кажам дека искрено и реално одговори на сите прашања денеска кои што ти ги поставив и фала ти уште еднаш. Фала и на тебе, Марија. Многу ми беше драго што дојдов и што ме викнавте. Јас сум Помпеја, вие гледате Хајп Македонија.